Почитуваме работниците не само денеска и нивните работнички права, туку во текот на целата година, токму тука во 11 часот започнува протестот на работниците. Со мене утрово Иван Пешевски, председател на Синдикатот за градежништво. Добро утро, како сте утрово? Добро утро, поздрав до вашите гледачи. Ние сме супер и ги очекуваме работниците. Да, во 11 часот многу причини овој пат за протест, како и секоја година. Така е, 1 мај не само што е меѓународен ден на трудот и се одбележува во целиот свет, ние во Македонија имаме навистина голема причина да го прославиме онака како што доликува на работникот, а тоа е преку протестен марш од пред нашиот работнички дом до владата на државата, да ги искажеме нашите барања, да го изразиме нашето незадоволство од тоа што се случи од минатиот 1 мај до овој 1 мај, бидејќи навистина работниците заслужуваат една социјална правда која што ја немаат во моментот во држава. Обесправени се не само работниците, и студентите, и пензионерите, и ќе кажам севкупното граѓанство во државата, бидејќи навистина гледаме изминатите денови само политика, а никој не спомнува за тоа каде е работникот и колку добива на први. Имавме јавни предпријатија, имаме приватни компании кои што не исплаќаа плати, кои што се затворија во меѓувреме. Имавме една срамна одлука на Уставниот суд каде што редовна работа се смета за стратешки проекти 72 часа, тоа е стриктно за градежништвото, секторот од каде што доаѓаме и ги представуваме работниците. Имавме пресуда на Врховен суд со која сака да ни одземат зградата и имаме уште мал милион причини да излеземе и да го изразиме нашето незадоволство не само пред пратениците и представниците на власта, туку и пред работодавачите, затоа што од ден на ден македонскиот работник си заминува надвор, имајќи во предвид дека тука повеќе нема потреба да седи, нема екзистенција. Она што го апелираме и што сакаме да го постигнеме на вистина да останат работниците во државата и да се слушне нивниот глас, не само на 1 мај, туку секој ден во годината, како што тоа го правевме низ низа протести, низ низа штрајкови, како во јавни, така и во приватни компании, и на вистина да постигнеме побезбедни, поздрави услови за работа и достоинствени плати. Имајќи во предвид дека и коштичката надмина 1000 евра, на вистина ќе бараме од новата влада, кој да планира да формира влада, во првите 100 дена да имаме барем минимална плата од 450 евра, затоа што сегашната статистика покажува дека со минимална и просечна плата не може ниту да се преживее, а не да се живее во Македонија. Понатаму ќе бараме поголемо породилно отсуство, да нема договори на определено време, бидејќи младите од проста причина си заминуваат што не може да си го планираат ниту семејството, ниту трошоците, ниту новите поколенија што треба да ги формираме, затоа што сме несигурни на своите работни места, немаме доволно пари на први, немаме доволно причини да работиме доколку продолжат ваквите политики на представниците на власт и на работодавачите. Ќе бараме повторно да се врати и храната и превозот, да не биде тоа внесено како што беше во бруто платата. Ќе бараме зголемување на сите плати, не само во минималната плата, во измените и законот за минимална плата, бидејќи тоа низ годините покажа дека само минималната плата расте. Идејата на Сојузот на синдикати на Македонија беше да растат сите плати, не да имаме денес една уравниловка и над 60% да зимаат 22.500. Тоа е жално. Понатаму ќе продолжиме да бараме бенефициран стаж за сите во трудоинтензивните дејности, особено за градежните работници, индустријата за градежни материјали. Ќе бараме редовна исплата на плати и во шумарството, една исклучително важна и тешка дејност, каде што веќе трет месец ќе немаат земено плата вработените во национални шуми. Понатаму во водостопанство, во пошта, во чистота Кумано, во паркови и зеленило и сите оние јавни предпријатија кои што на вистина кугурат и секој месец знак прашални кога ќе земат плати и во какви услови се на работа. Да не заборавиме дека огромен притисок се прави врз приватниот сектор, меѓутоа и работодавачите од приватниот сектор треба да се освестат да ги зголемуваат платите доколку сакаат да го задржат квалификуваниот и високо квалификуван кадар, имајќи во предвид дека, како што вели народот, повеќе не можеме мајстор да најдеме во државата. Сето тоа низ годините резултираше да денеска сме ние работниците на ова дередже доведени да на вистина треба многу да се мисли тие што планираат да формираат влада, какви политики ќе превземат и дали повторно ќе бидат рамо до рамо со представниците на синдикатите, бидејќи секогаш даваме решенија кои што се не само за работниците, туку и за пензионерите и за сите граѓани во државата. Многу малку досега се слушаше гласот на работникот и верувам дека
ќе бидеме уште погласни, уште Ќе побрани, има не само можност на денеска во 1 мај. 11 Така е. часот, да. Колку изминатава година се почитуваше недела како неработен ден, колку се почитуваа празниците во кои што нели дел од работниците работеа и колку истите беа исплатени, затоа што сепак тоа се денови кога сите сакаме да бидеме со семејството. Па за ваша информација на вашите гледачи, само во 2023 година преку 10.500 пријави имаше преку алатката ССМ Мои работнички права, луѓе што пријавиле во Сојуз на синдикати на Македонија. Тука се и членови и нечленови на синдикатот, меѓутоа тоа е навистина голема бројка каде што најголем дел од прекрашувањата на право од работен однос беа во делот на исплата на регрес за годишен одмор, преку време на работа на празник, недела и така натаму. Во исклучителните дености кои што мора да работат, навистина таму се регистрира работата во недела и на празник и се исплаќа, меѓутоа во голем дел луѓето се уште работат на црно, се уште зимаат плата во плик, се уште враќаат пари на газдите и тоа е навистина еден феномен што мора еднаш за секогаш да запред доколку сакаме да одиме напред и со економијата и со државата. Недела, работа во недела и работа во празник, да подсетиме дека се исплаќа 250%, тоа е нешто што треба да се исплати денес на тие што се на работните места, меѓутоа тоа е нешто што треба да се исплати на тие што беа на 24 април, ако не се лажам, и што ќе бидат на избори на 8 мај. Тоа, доколку не е така, верувајте дека за сите тие работодавачи ќе следат пријави до Државниот инспекторат за труд и се надевам дека истиот ќе постапи да се поправат тие грешки, да има прекршочни одредби за такви работодавачи и слично. Ја споменавте вие безбедноста при работа. На 28 април се одбележа токму Светскиот ден за безбедност. Колку се безбедни нашите работници и која е всушност вашата порака? Споменавте повеќе на почетокот, меѓутоа за денешниот ден. 28 април како ден на сеќавање на сите загинати работници, да, го прославуваме и ние и светот, меѓутоа морам да апелирам најпрвен до работниците да внимаваат кога се на своите работни места, особено оние што се изложени на надворешни влијанија и што имаат во проценката на ризик висок степен на ризик на своето работно место. Тука си и метална индустрија, и градежништво, превозници, агрокултура, земјоделие и така натаму. Оние работни места што имаат најголем број на жртви во тековната година. Само по Државниот инспекторат за труд ќе видите дека преку 2200 повреди имала минатата година. Тоа е дека скоро на секој час во работното време некој ни се повредува. Имаше околу 20 фатални последици, односно повреди со фатален исход. Тоа се луѓе што не се вратиле во семејството после работата. Навистина, пред се едукација на работниците, меѓутоа и да го одврзат кесето работодавачите да ги обезбедат сите мерки, затоа што ќе предложиме секој оној работодавач каде што имаме повреда или смртен случај да одговара за тоа со кривично дело или како за убиство, бидејќи точно се знае што нуди Законот за безбедност и здраве при работа и подзаконските акти и сето тоа што треба да се набави за работникот да се набави, да не биде работникот потрошна роба, туку да биде тоа личната заштитна опрема, затоа што штедејќи на нешто такво и не превземајќи мерки, секојдневно гледаме како луѓето ни се повредуваат и гинат. Порака до сите? Порака до сите да живее работникот, да живее 1 мај и ве чекаме денес до 11 часот тука. Благодарам на одвоеното време, секако се гледаме во 11 часот. Благодарам и поздрав на вашите гледачи.